Извесен период наназад, 18 хектари оранжери и 4 згради, една на суд, 2 на основни и една на средно училиште, е наголемото искористување на геотермалните води во Кочани. Сето ова се случува во ситуација кога Кочанскиот геотермален регион е едно од најголемите светски немагматски лежишта на геотермална вода, со вкупно билансирани статистички резерви од приближно 150 милиони кубни метри, со температура над 70 степени. Во моментот општината е дел од проектот за испитување на можностите за дополнително искористување на геотермалните води од нискотемпературни извори, па до 100 степени со користење средства од ИПА фондовите. Водата која се добива е со температура од 74 степени, а со овој проект се испитува можноста за нејзино догревање со искористување на биомаса, со што би се добила температура на водата од 110 до 120 степени. За добивање биомаса би се користеле слама, оризоварпа, отпадот од пилани и друга дрвна маса, а годишно би биле потребни околу 40.000 тони биомаса. Со догревање на водата, практично грејење ќе може да се обезбеди за сите општински институции, како и за лесната индустрија. Ова денеска го откри физибилити студијата на Македонското здружение за геотермална енергија МАГА, која се презентираше пред градоначалникот Димитровски и соработниците во општината. Допрва ќе се одлучува кога општина Кочани ќе ја добие зацртаната топлификацијска постројка. Се работи за иновативна технологија која спојува два обновливи енергетски извори, значи оној традиционалниот за Кочани геотермалната енергија и биомасата. Значи студијата после година и пол покажа дека е исплатива и е добра варијанта. Не само значи за производство на енергија која што е наменета значи за реонско загревање, што значи за топлифицирање на објекти. Значи не само што е исплатива од енергетски аспект, исплатива е и од економски аспект, меѓутоа исто така има огромни еколошки придобивки од оваа комбинација. Од кој аспект? Значи прво комбинираме два обновливи енергетски извори кои што се неутрални во однос на емисии на јагленороден двуоксид, меѓутоа исто така како таква нуди можност за менеджмент на земјоделскиот отпад. Градоначалникот Димитровски пак потенцираше дека поголемото искористување на геотермалната вода е приоритет на општината и за таа цел се изготвуваат ваквите проекти кои во иднина би биле можен потенцијал и за поголеми инвестиции. Природата на Кочани му дала еден благодет кој што засега го користат оранжериите за оранжериско производство, го користат и неколку институции јавни кои што се греат. Со ова сакаме да ја прошириме, да го прошириме користењето на оваа геотермална енергија, да ја комбинираме со исто така еден ресурс кој што го има природен, тоа е сламата, оризовата слама, и да добиеме енергија која што, реков, ќе се користи и во другите институции, предпријатијата и во засега се предвидени во зградите, односно колективните домувања. Очекуваме дека од оваа студија ќе одиме чекор понатаму, да изработиме техничката документација и да бараме некој партнер, кој што партнер би можел да инвестира, заради тоа што да бидеме реални. Општината Кочани нема такви капацитети да може да инвестира така големи износи во изградба на едни такви големи капацитети. Во самата студија е кажано дека повратот на средствата би бил за 12 години, што за еден енергетски објект, за еден енергетски таков комплекс е релативно краток период за поврат на инвестицијата. Како што посочува Димитровски, овој проект е еден од најважните за општината. Во иднина, важно е за него да се изготви добра тендерска постапка за добивање на потребните финансиски средства за негова реализација. Студијата е во рамките на проектот Иновативно искористување на геотермалните ресурси во Југоисточна Европа,